Денеска во Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи во Идризово во тек е приемот на 600-ните нови кандидати за полицајци. Само пред неколку дена, незаконски со политичка одлука, на експресен начин им беше скратена обуката на 400-ните кандидати за полицајци, која треба да заврши со обука во март во 2016 година. Тоа е класична политичка директива, спротивна на законски утврдените постапки и процедурите утврдени во подзаконските акти на Законот за полиција и Законот за внатрешни работи. Промената на програмите за обука, надвор од законски утврдените постапки и изложувањето на правна несигурност на сегашните и идните кандидати за полицајци е лицемерен и противзаконски чин. Очигледно, додека Никола Груевски во континуитет го минира исполнувањето на политичкиот договор и утврдените рокови, тој и неговите министри ја спроведуваат коруптивната партиска агенда во обид да купат гласови за избори. Последниве денови, повторно надвор од законски утврдените постапки и процедури, повеќе од 100 приправници на Министерството за внатрешни работи, без да ја поминат задолжителната обука, во Центарот за обука полагаат државен испит. Импровизациите во Министерството за внатрешни работи не застануваат тука и не се однесуваат само за прием на нови кандидати за полицајци и инспектори. Министерот за внатрешни работи побрза пред 20 октомври да ја го промени актот за систематизација на работните места во Министерството за внатрешни работи. Се направија вештачки спојувања на организацијски единици во Министерството за внатрешни работи, надвор од реформата, се објавија интерни огласи за повеќе од 600 работни позиции, со што на полициските службеници им се крши основното уставно загарантирано право на работа и избор на работно место. Очајно се делат решенија за унапредување и распоредување пред завршувањето на неговиот мандат како министар. Никола Груевски и Митко Чавков, одработувајќи ја голата коруптивна агенда на ВМРО ДПМН, со овие импровизацијски чинови се одговорни и ќе бидат одговорни за последиците од тоа. Ги повикуваме да престанат да ја загрозуваат иднината на сегашните и идните кандидати за полицајци на Министерството за внатрешни работи и вработените во Министерството за внатрешни работи во пресред на нивниот очигледен политички пораз.